Како ги оценувате меѓуетничките односи во Македонија? Видете, во Македонија меѓуетничките односи од секогаш биле проблематични, односно биле нешто што не врзува или не раздвојува како држава. Во овој момент мислам дека се уште потензични. Бидејќи мислам дека секоја криза во Македонија, демократска, економска, меѓународна, на крај завршува на полето на меѓуетничките односи, бидејќи тоа е ткивото кое го дефинира нашето мултикултурно општество во моментот. Мислам дека меѓуетничките односи тука се во нормално ниво, значи не се ниту лоши, па ниту пак добри за да се фалиме. Ако се гледа, значи од порано има напредување, сепак инцидентите кои се случуваат, мислам дека имаат политичка позадина. Како да се врати довербата и да се зајакнат меѓуетничките односи? Видите, треба многу желба и треба многу работа. Може да се врати довербата, може да се зајакнат меѓуетничките односи. Треба да се престане со провокации од сите страни. Треба да се доимплементира Охридскиот рамковен договор до крај. Треба да се види што е тоа што постои во духот на Охридскиот рамковен договор, не во словото. Да видиме какви проактивни мерки можеме да направиме да ги вклучиме, да бидеме малку поинклузивни како општество кон сите малцинства и мислам дека со тоа ќе се поправат работите. Дека со повеќе разбирање и почитување на едните кон другите, запознавање повеќе со традициите, со тоа што го славаат, зошто славаат, да речеме сега е прославата на 100 годишнината на албанското знаме. Значи треба да се можеби намерно не се тоа објаснило кај другите етнички заедници дека знамето постои пред албанската држава и дека албанците имаат некој посебен сентимент кон тоа знаме. Јас не ги одобрувам тие тепања во прославите, тие, не знам, инциденти или провокации, туку јас само ги одобрувам тие прослави кои се прават на цивилизиран начин. Често пати граѓаните велат дека политичките субјекти се главниот креатор на нестабилноста. Каде лежи проблемот? Во незнаењето или несакањето да се стимулираат заеднички вредности? Јас генерално се согласувам дека политиката е таа која е генератор на кризата во меѓуетничките односи. Мислам дека е повеќе недостаток на желба одошто недостаток на можност, бидејќи ние, како да кажам, тие два народа живееле овде со векови. Значи не е дека има некоја автентично недоразбирање или автентична тензија. Повеќе се политички препукувања, сопствен етноцентризам, ксенофобија кон другите, користењето на тоа во политички поени. Тоа е тоа што создава подлабоки меѓуетнички репрекусии. Јас мислам дека политиката се почесто се користи со меѓуетнички проблеми, инициира меѓуетнички проблеми во случај кога има негативни резултати во економијата и во тоа што значи вработување на младите и на невработените. Во овие случаи политиката, за да ги покрие овие недостатоци и овие лоши резултати, значи се користи со иницирање на вакви меѓуетнички дебати, меѓуетнички инциденти. Од друга страна, кај албанскиот политички блок се гледа тенденција за тотално партизирање на оваа прослава и во овој процес на партизирање се случуваат, намерно се создава една еуфорија и се иницираат некои инциденти или провокации за да се добие политички поени. Што конкретно е потребно да се направи на терен за да се подобрат меѓуетничките односи? Видите, секако треба да се решат овие инциденти кои сега ни се случуваат итно. Табли во училишта, знамиња и така. Треба да се решат на некој начин кој ќе биде задоволитен за двете страни. И од тоа треба да се надоградат механизми за градење доверба, ви велам да се испочитува до крај Охридскиот рамковен договор, да се седне да се направи некој политички консензус за еднината на државата сега. Тука имаме диаметрално спротивни ставови. Албанците многу им е важно НАТО и ЕУ, на македонците им е името поважно. И се тука некаков заеднички политички консенсус мора да се направи и тоа е добар почеток. Мислам дека треба да има
повеќе и медиумска и политичка писменост на граѓаните. Мислам дека тоа е потребно за да не се зема за репер дали да речеме владеачките партии, една македонска, една албанска, дали се тие стојат добро, па ние сега да комуницираме, или кога тие ќе се скарат ние да не комуницираме. Значи сепак односите, меѓучовечките односи, значи се поставуваат, значи на некои други критериуми кои значат, значи универзални човечки вредности, не од политички или од тоа што ти се наметнува од владени кругови.